паралелизам со НАТО. НАТО не е доволен. Меѓутоа, еве, НАТО изгледа не бил доволен, затоа што денеска, например, барем во француските медиуми, наводно Европа се соочува и со Русија и со Соединетите Американски држави. Да, во исто време. Истовремено. Со тоа што секако така главна личност во тоа е Трамп, кој што уште од минатиот негов мандат бара Европската Унија, односно членките на НАТО, да извајуваат 2% од нивниот GDP, што не беше случај, постојано се изнаоѓаа одредени изговори, но војната во Украина покажа дека Европската Унија не е подготвена војно да се спротистави или бар да ги помага своите сојузници во оваа насока. Инаку, амбициите за Украина не се од денеска. Сега да не навлегувам во старите теории геополитички и на Макиндер, и на Хаусхофер, и на Спајкман, до Ивла Кост и така натаму. Целиот тој дел Евроазија се сметал за земјино срце. И теоријата е кој владее со Евроазија, владее со светот. Меѓутоа, тоа била повеќе геополитичка теорија, значи повеќе во смисла на површина. Потоа се појавува Спајкман, вели, не сте во право, кој владее со морињата, тој владее со светот.